Во нормална земја, политичари од таков калибар веднаш поднесуваат оставка и веднаш заминуваат од политичката сцена. Ние имаме и пример, на пример, во регионот, кој што е во затвор заради продажба на банка. Ова е неколкократно посилно кршење на законите, заради тоа што избегна данок на Република Македонија и директно се работи за кеш, пари во готово, кои што се земени, кои што неколкократно кршат неколку закони во Република Македонија. Жалам што реакцијата на премиерот, наместо да замолчи, да ги тргне валканите раци од Република Македонија, е дека тоа е монтажа, дека неговиот прес-центар, сигурно по негово укажување, вели дека дел од гласовите се на Груевски, а дел не биле. Би рекол само дека нормално дека покрај Груевски таму се гласовите на Газда Нини и на соговорникот. Само еден дел се од гласовите на Груевски, кои што недвосмислено јасно покажуваат дека Груевски прави големи криминали и дека тоа е само почетокот на оваа криминална мрежа која што денеска управува со Македонија. А дали се монтажи или не, прво граѓаните имаат прилика да ги слушнат и секој може да донесе оценка. Ако му е потребно на Груевски да докажува дали се монтажи или не, снимките се јавно достапни на секаде, може да ангажира најсовремени институции од било каде од светот да му покаже дали овие снимки се монтажа или не. Секако, спецификата на гласот и на неговото зборување дополнително потврдува дека не се работи ниту за монтажи, ниту за било какви креации, туку за одговорен пристап на опозицијата, кој што е должна да се што има сподели со јавноста, така и по закон, заради тоа што јавноста е должна да знае со кој се има работа, на кој би дала поддршка во иднина и како тоа би се одразило врз идниот живот на сите граѓани на Република Македонија. Ако премиерот е инволвиран во ваков криминал, што значи за сите други негови соработници оваа мотивација да дополнително ја докусурат Република Македонија.